Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе видиме на кои клетки се експресираат класа 1, на кои класа 2 МХЦ молекули и како всушност се регулира на таа експресија. И сега ќе започнеме првично со класа 1 МХЦ молекули. Значи класа 1 МХЦ молекули ги има скоро на сите нуклеирани клетки, односно скоро на сите клетки со јадро. Така, сега ги има на сите клетки со јадро, окей, но не се еднакво експресирани кај сите. Значи имаме најголема експресија кај лимфоцитите. Така ја ќе бележиме на Б клетка. Значи Б клетките имаат најголема експресија, односно имаат најмногу класа 1 МХЦ молекули, додека најниска експресија имаме кај мускулни клетки, така кај некои нервни клетки, кај хепатоцити, односно клетки од црн дроб, фибробласти и така. Значи те имаат ниска експресија и баш поради ова, например, хепарод, така црниот дроб е лесен за трансплантација, зашто нема многу МХЦ молекули на него, на клетките нели кои го градат хепарод. Исто така некои нервни клетки и некои спермални клетки во тек на диференцијација имаат 0 МХЦ молекули. Така значи 0, ако ќе блежиме МХЦ кај некои нервни клетки и спермални при одреден стадиум. Така не кога се зрели. Значи овие се клетки кои имаат јадро, но немаат МХЦ при одредени стадиум. А клетки кои немаат јадро се всушност еритроцитите. Така и тие немаат МХЦ молекули. Сега, кој имаме една клетка, така, ева ќе направиме една клетка. Таа клетка при нормални услови ќе се изразува, конститутивно изразува МХЦ молекули, односно постојано се експресира. Значи, ева ка постојано има МХЦ. Така, значи постојано има МХЦ молекули на незината површина, најчесто класичен тип на МХЦ молекули, барем од класа 1, каде што некои од нив ќе имаат пептиди кои се од самите протеини на клетката, така. Значи овие пептиди се некои кои се од самите протеини на клетката, додека некои вака со црвена боја ќе бидат од некој антиген кој бил внесен внатре во клетката. Така некој стран протеин. Но освен некој стран протеин, интересно е дека клетките всушност може да експресираат и некои фалични протеини. И ова се случува значи кај канцер клетки и сега ќе бележам исто така како со зелена боја, како што беа нормалните, но малце изменет. Значи, сега ќе бележам со бела боја. Нормални протеини кои се наоѓаат внатре во клетка, кои се потребни за живот. Така овие се од некој антиген, така кој бил преработен. И овие се ненормални протеини, односно протеини кои се наоѓаат внатре во клетката, ама се некако изменети, така? Значи протеини кои најчесто со некоја си видоизменета клетка, односно сметаме дека се од туморна клетка. Сега, сите овие протеини, пептиди, односно што се експресираат на МХЦ класа 1, доаѓаат од внатрешноста на клетката, така? Значи ово е некој протеин кој е од внатрешноста на клетката, ово е исто некој протеин кој е од внатрешноста, нели, кој бил преработен, кој најчесто е вирусен протеин. Така вирусен протеин, значи ово е селф протеин, а ово е исто некој селф протеин, но е видоизменет бидејќи е канцерозна клетката. Така, значи селф али М ќе бележам као малигнен. Така, значи сите протеини кои се експресираат на класа 1 МХЦ молекули произлегува, односно се ендогени. Така, значи се од внатрешноста на клетката, од цитосолот. Така, значи цитосол. И затоа во наредното видео кога ќе разгледуваме како всушност доаѓа до поставување на протеините на МХЦ молекулите, ќе имаме цитосолна патека и ќе имаме екзогена патека, односно ендоцитоза. Значи ова ќе биде цитосолната кај класа 1 МХЦ. Сега, овие антигенски пептиди кои ќе се прикажат на класа 1 МХЦ, логично е што е нивната улога, така? Значи тие треба да бидат сретнати од T-цел рецептор од Т клетка, така? Односно T-цитотоксик сел, односно исто така TCD8, така? И кога ќе бидат сретнати, препознаени од страна некоја си Т клетка кој има специфичен Т клеточен рецептор за тој комплекс на МХЦ плюс пептид,
Во тој случај, таа клетка ќе ја натера оваа клетка да влезе во апоптоза, така, односно ќе изврши лизирање на клетка, бидејќи оваа клетка е болна. Истото може да се случи ако Т клетката, исто така некоја си Т клетка, најде, сега ќе направиме со сина боја, најде на ваков фаличен протеин. Таа не дека го познава дека е фаличен протеин, така, него сите Т клетки кои се наоѓаат во популација едноставно не препознаваат свој протеини. Така ако го препознае, тоа значи дека не е како некој селф протеин, дека е изменен. И во тој случај исто така ќе ја натера оваа клетка да умре. Морам некако другче го бележам ТЦЛ рецепторов, дека некако грдо изгледа. Океј. Логично е зашто ги имаме тие, но некој ќе рече зашто ги имаме нормалниве пептиди представени на класа 1 МХЦ. Една причина е бидејќи самиот систем не може да диференцира помеѓу вирусни или сопствени, едноставно става секакви пептидни фрагменти на својата површина. Но не дека си немаат улога. Едноставно natural killer cells, така НК клетки, имаат рецептори кои постојано ги препознаваат овие сопствени пептиди. Ете сега, natural killer cells постојано у наводници сакаат да убиваат. Така, значи сакаат да убиваат клетки. Ако препознаат МХЦ, така кој е врзано со сопствен пептид, во тој случај ќе биде инхибирана НК клетката и НК клетката нема да ја уништи оваа нормалнава клетка. Но во случај НК клеткава да налета на МХЦ молекула, така која е со вирусен пептид, односно некој кој не е self-made, едноставно нема да постои таа инхибиција. Ако нема инхибиција, во тој случај НК клетка ќе ја убие клетката. Така, бидејќи не може да има инхибиција од овде. Така, од другото имаш инхибиција, ама од тука нема инхибиција. Исто така, НК клетката забележува дали ова е класична МХЦ молекула или е некласична. Така, бидејќи имаме класични и класични. Исто така забележува дали воопшто има МХЦ молекули. Зашто при заболување од некои вируси, например ќе направам сега тука некој розев вирус, при заболување од некои вируси, вирусот така влијае врз клетката, така што клетката прекинува да прави МХЦ. Значи веќе не прави МХЦ воопшто. И ако не прави МХЦ, во тој случај, кога ќе дојде некоја НК клетка, гледа, вика кај е МХЦ, го нема. Зошто нема МХЦ? Чим нема МХЦ, нешто е фалична клеткава. Уништи ја. Значи вирусот ја прави клетката да не експресира МХЦ, а НК клетката забележува дека нема МХЦ и ќе ја уништи клетката. Значи затоа е битно да се има МХЦ молекули. И тоа со сопствени пептиди. Бидејќи сопствените пептиди поврзани со МХЦ ги инхибираат НК клетките. Тоа е главно општиот дел за класа 1 МХЦ. Сега да идеме на класа 2 МХЦ молекули. Сега, знаеме дека класа 2 МХЦ молекули ги нема кај сите клетки, него ги има само кај така наречени антиген презентирачки клетки. Или ај со жолта боја, ко преска што бележев правото. Значи ги има кај антиген презентирачки клетки. И при тоа, класа 2 МХЦ молекули влегува во интеракција со Т helper cells, односно Т CD4 клетки. Сега, не сите антиген презентирачки клетки имаат конститутивна експресија. Така, значи рековме дека овие што се клетки со јадро со класа 1 МХЦ молекули постојано имаат класа 1 МХЦ. Така, мислам и овие антиген презентирачки клетки имаат класа 1, но овие имаат надокнадно и класа 2. Но класа 2 на МХЦ молекули не се прават постојано. Така, барем нека сите клетки. Односно експресијата зависи од сигнали. Односно, дали е стимулирана, дали навлегол некој патоген, така, дали од цитокини од некоја си друга имуна клетка и слично. Значи, треба да добие некој сигнал, некаква си стимулација со цел да започне експресија на класа 2 МХЦ молекули. Сега, интересно е да антиген презентирачки клетки со нивните класа 2 МХЦ молекули се многу моќни при контрола на адаптивниот имун одговор. Како? Значи, сега ќе направиме дека една антиген презентирачка клетка со жолто ќе ја бележиме, така, која сретнала одреден патоген. Така, црвен некој патоген, некој антиген од даден патоген. Така. Сега, у близина имаме некоја Т клетка, T helper cell, и имаме овдека сега некоја Б клетка. Така, Б клетка, која има антитело, ајде ќе направиме црвено антитело, значи која има антитело
специфично за тој истиот антиген. Така. Сега, кога оваа антиген презентирачка клетка ќе добие сигнал дека тука имаме, нели, антиген, она ќе тргне на пат и ќе се сретне во лимфните јазди со Т клетка, едноставно ќе информира повторно на водници, се антропоморфозира, ова ќе се случи преку интеракција на Т клеточниот рецептор, така. Значи преку интеракција на Т клеточниот рецептор со МХЦ молекулата, но вака ако збориме шематски, ќе информира Т клетката дека има некаков си антиген. Таа Т клетка ќе треба да најде Б клетка која го сретнала истиот антиген. Таа Б клетка сега ќе почне да ги продуцира овие антитела, така кои се специфични за тој истиот антиген. Но памтите дека рековме дека биолошката функција на антителата потекнува од ФЦ регионот. Така. Сега, ФЦ регионот зависеше од тешкиот синџир. Тешкиот синџир не одредуваше класата на имуноглобулин. Така, имуноглобулин Г, имуноглобулин Е, така и така натаму. Имавме различни имуноглобулини кои може да имаат истата антигенска специфичност. Сега, од кај знае Б клеткава кои имуноглобулини да ги прави? Така, тие имуноглобулини да, ја имаат специфичност да се врзуваат со овој антиген. Ама не знаеме од што е овој антиген. Ова може да е паразит. Ако е паразит, во тој случај ќе ни треба имуноглобулин Е. Така, ама Б клетката само по себе таа не може да свати што е, таа нема очи. Онака, аха, со паразит си имаме проблем, во тој случај направи имуноглобулин Е. Така, таа не може тоа да го свати. Едноставно, мислам не едноставно, ова ќе разгледуваме многу понатаму, антиген презентирачкава клетка у наводници и кажува на Т клетката со што си имаме проблем. Не само кој е антигенот, него и од кај е антигенот у наводници повторно. Зашто не е баш така, ќе видиме понатаму. Така што Б клетката сега ќе знае, аха, значи имаме проблем со паразит, дека некој си црв. Значи ни треба имуноглобулин Е. Имуноглобулин Е добар за паразити. Добро. И сега тие антитела ќе бидат со ФЦ регион, нели, кои ќе бидат епсилон синџирот. И ќе имаат ефекторен одговор, нели, врз еозинофили, базофили, и тие после ќе го решат проблемот со паразитот. Значи не е потребно само да се најде антитело кој има специфичност, така овие што ги брежам код црвени точки, за дадениот антиген. Така, битно е и каков ФЦ регион ќе има. А ФЦ регионот иде преку клас switching, процес на клас switching кај Б клетките. А која класа ќе се свичне зависи од Т клетките, која со стимулација на цитокини кажуваат која класа на имуноглобулин ни треба. Значи ова вака сега кога го кажав може да беше малце конфузно, но од прилика се надам дека го свативте. Добро. Сега, тие антиген презентирачки клетки кои се наводници најдобри во презентирање клетки на антигени, кои најчесто ја вршат таа функција, се наречени професионални антиген презентирачки клетки. И професионални антиген презентирачки клетки се макрофаги, се Б клетки и се дендридични клетки. D-cells. Сега, дендридичните клетки се сметаат како за најдобри антиген презентирачки клетки. Зошто? Бидејќи едноставно конститутивно експресираат МХЦ2. Така, значи, они конститутивно експресираат МХЦ класа 2. Така, значи, постојано. И исто така, имаат добри костимулатори, така што лесно ги активираат T-helper cells. Додека, например, макрофагите, да правиме еден макрофаг овдека, макрофагот нема класа 2 МХЦ молекулна свата пршина. Се додека, например, toll-like рецептор овдека, не биде стимулиран од даден антиген. Кога ќе биде стимулиран, во тој случај се праќа сигнал и во тој случај ќе почне да се експресираат класа 2 МХЦ молекули. И ако првично ги нема, значи ги нема конститутивно, само кога ќе биде стимулиран, само во тој случај прави класа 2 МХЦ и исто така прави костимулаторни протеини. Значи сега не се битни што се тие костимулаторни, но битното е кога ќе биде само активиран макрофагот. Значи не ги прави конститутивно као дендридични клетки. А Б клетките, значи Б клетките исто така конститутивно прават МХЦ класа 2. Така, значи конститутивно прават МХЦ класа 2, но не прават костимулаторни протеини. Така, значи не прават костимулаторни протеини. Треба
да бидат стимулирани, например овде имаме антитело, и антителото треба да биде стимулирано од антиген со цел да се добие сигнал, каде што тој сигнал ќе рече да се направат костимулаторни протеини. Значи дендрични клетки постојано прават и МХЦ класа 2 и костимулатори. Б клетките само МХЦ, а треба да бидат стимулирани за костимулатори, додека макрофагите треба да бидат стимулирани за да направат и МХЦ и костимулатори. Значи вака ако направам сумарно МХЦ костимулатор, само МХЦ и ова ништо не прави. Значи треба да биде сигнализирани и ќе направи и костимулатор и МХЦ, а ова ако биде сигнализирано ќе направи костимулатор. Сега, како се регулира експресијата на сите овие протеини кои се наоѓаат на клетката? Дел од експресијата е кодирана генетски. Така, значи рековме дека одреден антиген презенчки клетки, например дендритските клетки конститутивно прават МХЦ и костимулаторни протеини, додека некои треба да бидат стимулирани. Значи има генетска компонента која што постојано прави МХЦ класа 2, например, или костимулаторни, или во случајот кај нуклеираните клетки, кај се клетки кои имаат јадро, постојано е контролирана експресијата, односно постојано се создаваат, нели, МХЦ класа 1 молекули. Сега има транскрипцијски фактори кои контролираат овие гени, така, значи како што што е вака клетката, така имаме јадро, имаме гени, така ДНА, така. Сега, нормално за да се изврши транскрипција на одреден ген, треба да се врзе со него РНА полимераза, но има одредени транскрипцијски фактори кои може да се врзат на тоа место со цел да индуцираат транскрипција. Така, и откриено е дека транскрипцијски фактори за класа 2 МХЦ молекули, пример се, вака, Ц, значи вака цита или пак RFX, така, значи овие се, например, ние само кратенки ги бележиме, не мораме да знаеме целото име, но пентате дека постојат транскрипцијски фактори кои се откриени, кои што регулираат експресија, например, на класа 2 МХЦ молекули. И откриени се заболувања, каде што едноставно ги немаме овие транскрипцијски фактори и поради тоа се појавуваат клетки кои немаат класа 2 МХЦ молекули. Така, ако немаат класа 2 МХЦ молекули, ќе имаш многу големи проблеми со имуниот систем. Така што има некои болести кои се откриени, кои се поврзани со и затоа е битно да се знаат. Сега, ако имаме вирусна инфекција на некоја си клетка, ќе направиме овдека некоја си нова клетка. Да речеме оваа клетка е подесува некој си вирус кој навлегол. Така, сега, ако имаме вирус и е забележено дека имаме вирус, така од рецептори, ќе се добие сигнал до јадрото каде што ќе се стимулира создавање на интерферон, така, значи интерферон алфа, кој што добро ќе се ослободи во околната средина, но исто така ќе стимулира создавање на МХЦ класа 1. Така, значи МХЦ класа 1, која беше потребна со цел да се постават ендогени протеини, така, односно вирусни пептиди, кои ќе се наоѓаат овдека во околната средина, така, бидејќи ќе почнат да се прават нови вируси, бидејќи клетката е инфицирана од вирус. Така, значи многу паметно. Вирусот влегува, се детектира дека има вирус, се праќа сигнал да се ослободи интерферон алфа. Интерферонот алфа зголемува експресија на МХЦ 1, МХЦ класа 1, а МХЦ класа 1 ги презентира овие протеини кои се од вирусот и така што имуниот систем сега ќе знае дека оваа клетка е заболена. Но има некои вируси кои се навидом попаметни, кои го прават следно, да речеме имаме клетка, така и таа сега е заболена од страна на некој си вирус, така, значи имаме некој вирус кој навлегува, и поентата е вирусот има протеини кои што овие протеини од вирусот ќе го врзуваат B2 микроглобулинот. Така, а B2 микроглобулинот беше потребен за формирање на МХЦ класа 1. Така, значи МХЦ класа 1 беше потребно алфа синџир, така, заедно со B2 микроглобулин и ќе се формираше МХЦ класа 1. Па овие протеини од вирусот го врзуваат B2 микроглобулинот и не му даваат да образува МХЦ1. И во тој случај МХЦ1 нема да биде на површината. Ама овие вируси си викаат, аха, ние паметни сме, ја зафркнавме клетката, ако нема МХЦ1, никој не знае дека сме тука, така. Но нели спомнавме претходно. НК клетките гледаат дали има МХЦ. Ако нема МХЦ, вика оваа клетка нешто и фали. Вика, ај што
нема МХЦ со вирусни протеини, она воопшто нема МХЦ. Ако воопшто нема МХЦ, НК клетката едноставно вика ти не чиниш, иди у апоптоза. Значи вирусов пробувајќи да се скрие, на некој начин ќе биде забележан од страна на НК клетките, но тоа ќе трае поспоро, така значи ако имаш МХЦ молекули кои беа со неговите протеини, нормално дека многу побрзо ќе се поттикнеше одговор, но и вака не е семо. Нормално има некои вируси чии протеини влијаат врз едни ТАП протеини кои ќе бидат потребни исто за правење на МХЦ класа 1, така што тој пат може да се спречи формирање на МХЦ класа 1, но повторно тоа ќе биде забележано од страна на НК клетките кои ќе приметат дека воопшто нема МХЦ. Вика кај бе МХЦ-то? Го нема. Исто така експресијата на МХЦ може да биде многу зависна од различни цитокини, од околината, така например тука кој има некои цитокини кои ја стимулираат оваа клетка да прави МХЦ, тоа ќе се случи. Така, значи цитокини од некои други клетки. Односно од околина, како туморно-некротичен фактор алфа, ТНФ, алфа, бета, исто така интерферон, гама, тера правење на МХЦ класа 2. Така, значи може од страна на цитокини, така, може би стимулирана едноставната самата стимулација со транскрипцијски фактори, може да биде стимулирана од навлегување на вирус по правење на интерферон, може да биде спречена експресијата од страна на вируси. Така, значи вирус кој ја спречува експресијата на МХЦ, ама и тоа не е доволно бидејќи поради овие НК клетки. Значи тоа се само некои примери од како може да биде изменета експресијата на МХЦ молекулите. И сега само овдека ќе ставиме една слика за експеримент во кој се потврдува дека мораме да имаме антигенско процесирање со цел да може тоа да биде препознаено од страна на Т клетка. И што направиле? Земале антиген презирачки клетки кои што ги фиксирале, така едноставно ги стопирале на некој си начин, ги фиксирале, не им давале ништо да прават и ги потопиле, внеле антигенска смеса во нели смеса со клетки. Ама овие не можеле да го внесат антигенот. Така овој антиген они не можеле да го внесат, зашто биле фиксирани. Едноставно овој антиген само се налепил овдека на површината некаде, така како што си бил таков како цел. Тоа не завршувало некоја голема работа, значи овдека не може да се вклопи зашто е многу голем. И затоа немало интеракција со Т клетки. Т клетки не влегувале во интеракција. Додека направиле втор пример, каде што првин ги изложиле на антиген, ги оставиле еден час да инкубираат, тоа значи антигенот бил внесен внатре и бил преработен така што се експресира на површината заедно со МХЦ молекули и после тоа ги фиксирале и во тој случај кога ги изложиле на Т клетки имало поврзување. Така, значи Т клеточен рецептор се поврзува со алфа и бета сегментите, додека ова нели исто се поврзува. Ова е CD4, може исто така биде CD8. Значи антиген презентирачки клетки исто така си прават и класа 1 МХЦ. Немајте тоа да мислите дека антиген презентирачки клетки прават само класа 2. Значи и они имаат јадро. Ние рековме сите нуклеирите клетки прават класа 1. И антиген презентирачки клетки си имаат и 1 и 2. Добро, ама во овој пример виделе дека има одговор на те клетките, додека исто направиле како прво ги фиксирале првин, ама сега не им ставиле цели антигени ко горе, него ставиле антигенски пептиди. И овие пептиди се интегрирале на МХЦ молекули. И повторно имало одговор од страна на клетките. И сватиле дека е потребно некакво антигенско процесирање, дека не може антигените така како цели да ги ставиш, да бидат изложени. Значи не е битна 3D конформацијата на антигенот, него битни се само некои епитопи. Добро, некако брзо го објаснив, ама окей, знам дека разбравте. И тоа беше се за ова видео, а во наредното видео ќе видиме, односно ќе започнеме да видиме како всушност се одвива ова антигенско процесирање и тоа некако ќе биде се заклучување одакако собирок на се до сега што спомнавме за МХЦ. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.